112 пријавени каснувања од бездомни кучиња само во СВР Тетово за минатата година, 6 за месец јануари. Повеќе од половина се на тетовското подрачје. Ана Марија Блажеска од Тетово заврши со повреди на подколеницата нанесени од куче. Покрај стресот кој го доживеала, сега треба да прима и терапија за да не настанат здравствени компликации. За среќа имаше случајни минувачи кои реагираа навреме и сега сум добро, но голготата која човек треба да ја помине во вакви случаеви е макотрпна. Подразбира пријавување на случајот во СВР Тетово и како и изгубено време во болнички процедури. Примив неколку вакцини и инекции како би биле сигурни дека нема да има компликации од каснувањето. Тетовчани се жалат дека уличните кучиња во овој период се гладни и агресивни, особено во раните утрински часови. Па ги има многу. На сабајле нарочито кога видиме на работа по 5-6. Една комшивка патена е укасана. Се пуштаа на секој еден. За да изнајдат идејно решение, граѓанската иницијатива Подобро за Тетово истражувала речиси 1 месец. Имале повеќе средби со надлежните. Вела дека најпрво треба да се основа предпријатие предводено од стручни лица, кој ќе направи прифатилиште за кучињата и да се подигне свеста кај населението за нивен хуман третман. Треба да се мотивираат и субвенционираат собствениците на кучињата да ги стерилизираат и кастрираат своите кучиња. Исто така треба да биде поентата ставена и кон мерките, казаните мерки кон собствениците кои ги пуштаат на улица своите кучиња. Исто така треба да бидат стерилизирани и кастрирани сите улични кучиња, се со цел да се држи под контрола нивната популација. Да најдеме решение и за кучињата, за тоа што тие се агресивни, за тоа што нема да јадат и така слично. И исто така и за луѓето, затоа што ние имаме многу проблеми тука во Тетово. Луѓето не можат да одат во работа во сабајле, имаат многу кучиња, па треба да мора да најдеме решение за овој проблем. Од општина Тетово велат дека оваа година издвоиле финансиски средства, но дали е објавен тендер и кога ќе започне третирањето на кучињата скитници, детали до овој момент не добивме.